Реизборот на Реджеп Тајип Ердоган во мај покажа дека турскиот лидер бара ресетирање на односите со лидерите од Блискиот Исток, напуштајќи ја политиката на ривалство во обид да го обнови регионалното лидерство, велат некои аналитичари. Турција се обидува да ги промени своите политики, надворешната политика и регионалната политика. Председателот Ердоган и Турското министерство за надворешни работи создадоа услови за разговор со Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија, Израел, сега и Египет. Избувнувањето на војната меѓу Израел и Хамас покажа дека Ердоган силно го поддржува Хамас во потек кој нашироко се смета за обезбедување на неговата верска база, како и приближување кон арапите. Тоа е став кој стави крај на претходните потези за приближување кон Израел. Но надежите на Ердоган за регионално лидерство изгледаат тенки, со тоа што Катар и Египет преземаат водечка улога во напорите да посредуваат во конфликтот. Кризата во Газа ја покажа дипломатската слабост на Турција овде. Слабоста носи слабост. Мислам, колку помалку сте во центарот на вашето внимание во дипломатска смисла, толку помалку луѓе, помалку земји се заинтересирани за вас. Вашингтон исто така во голема мера ја стави настрана Анкара во напорите за посредување и се фокусира на земјите од заливот. Односите меѓу сојузниците во НАТО остануваат затегнати поради турските одложувања во ратификувањето на членството на Шведска во воената алијанса. Но Ердоган успеа да ги подобри врските со историскиот ривал Грција, при што и двајцата лидери ветија дека ќе ги подобрат врските на самитот во декември во Атина. Аналитичарите велат дека овој потек ќе им помогне на односите на Турција и Европската Унија. Но загриженоста на Европската Унија за човековите права на Турција најверојатно ќе продолжи со критиките спрема Ердоган дека го користи својот нов мандат за да ја засили репресијата во државата и граѓанските организации кои председателот ги обвинува дека му се закануваат на неговото владење. Се стеснувавме, се собиравме и повеќе нема простор за собирање. Значи, ова е крајот на приказната. Ние сме стиснати на многу тесно поле во однос на граѓанскиот активизам и организации. Ердоган сега е фокусиран на турскиот уставен суд, обвинувајќи го за подкопување на неговиот изборен мандат, потек што се заканува дополнително да ја отуѓи Анкара од незините западни сојузници. Но со оглед на стратешката важност на Турција во регионот, во превирањата, аналитичарите предвидуваат дека сите страни ќе се обидат да соработуваат, имајќи предвид дека Ердоган ќе остане на власт во годините што доаѓаат.